Председателот Џо Бајден вели дека во оваа трка гледа победа. Мислам дека сум најквалификуваната личност да се кандидира за председател. По неговата дебата кон крајот на минатиот месец, некои демократи од неговата партија го повикуваат Бајден да се повлече како предпоставен демократски кандидат. Но и покрај се, Демократската партија не може да го принуди да се повлече, вели директорот на Центарот за политика на Универзитетот во Вирџинија, Лери Сабато. Постои само еден начин како кандидатот да биде отстранет, а тоа е номинираниот да одлучи да не се кандидира пред конвенцијата, да ја отвори и да дозволи некој да го замени, или да го дозволи Демократскиот национален комитет да донесе други правила за конвенцијата. Доколку Бајден се повлече, подпредседателката и кандидатка Камала Харис ќе биде на врвот на листата на демократи кои можат да го заменат. Харис вели дека Бајден е кандидатот на партијата и дека ја покажала својата лојалност од тоа што го нападнала Трамп, кој се раздели од неговиот поранешен подпредседател Мајк Пенс. Разликата меѓу Џо Бајден и Доналд Трамп е што само еден кандидат има поддршка од неговиот подпредседател, а тоа е Џо Бајден. Харис како председателски кандидат на партијата може да помогне кај независните гласачи, вели професорот по политички науки на Универзитетот во Јужна Калифорнија, Кристијан Гроус. Една работа во врска со Камала Харис, што мислам дека ја прави малку поизборлива од Бајден во моментов, е ако ги погледнете анкетите, има повеќе независни гласачи кои се неопределени и во моментов може да ги убеди нив на начин што Бајден можеби не би можел да го направи тоа. На целосно неофицијалната листа на луѓе кои би можеле да го заменат Бајден е и гувернерот на Калифорнија Гевин Њусом. Тој исто така вели дека го поддржува Бајден и ја покажа својата поддршка во кампањата за реизбор на председателот во Мичиген минатата недела. Се грижам за резултатите и исходот, затоа ќе оставам по објективни умови да го проценат тоа. Но јас не барам врховен изведувач, барам врховен командант. Гувернерката на Мичиген, Гретчен Витмер, е меѓу оние за кои се дискутираше како можна замена на Бајден. Таа исто така вели дека се уште го поддржува председателот. Витмер победи на реизборот во важна држава и е популарна кај националните демократи поради поддршката на работничките синдикати и напорите за борба против оруженото насилство. Недела по недела во Америка гледаме мрачни, познати наслови. Секое место на кое можете да замислите, секоја ситуација што можете да ја замислите, е уништена од оружено насилство. Гувернерот на Кентаки, Енди Башаер, е помалку познат на национално ниво од Њусом или Витмер, но тој е популарен гувернер во јужниот регион во кој доминира републиканската политика. Гувернерот на Илиноис, Прицкер, е домакин на овогодинешната демократска конвенција и поседува лично богатство за самостојно финансирање на голем дел од она што би било председателска трка во последен момент. Потоа, тука и поранешната прва дама Мишел Обама, која постојано отфрла секаква идеја да се кандидира за функцијата, но која останува популарна кај многу гласачи. Во анкетата на Reuters Ipsos Бајден и Трамп се изедначени, но Мишел Обама води пред Трамп за повеќе од 10% поени. Од Универзитетот во Вирџинија велат дека таа нема шанси да се кандидира. Таа е премногу паметна по 8 години во Белата куќа да сака да се врати, а уште помалку да биде председателка на САД. Ние би можеле да шпекулираме за имиња цела ноќ, но она што е важно е кој има интензивна амбиција или способност да собере пари и можност да состави коалиција која би можела да произведе мнозинство во конвенцијата. Доколку Бајден остане во трката, тие шпекулации за други имиња може да продолжат и на конвенцијата на Демократската партија следниот месец во Чикаго.